Обвинетите за настаните во собранието на крвавиот четврток се враќаат на обвинителна клупа на 22 август. Следната недела ќе продолжи судењето за поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, кој во извештајот е посочен како директно одговорен, бидејќи со своето непостапување го овозможил упадот во собранието. Освен Чавков, на обвинителна клупа се враќаат и пратениците кои ги отворија собраниските врати и активистите кои беа забележани на камерите. 30 лица се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, но меѓу нив не се наоѓа и нарачателот. Обвинителството работи на вештачење на телефоните за да стигне до нарачателите, а според информациите на БИРН, едниот телефон на Митко Чавков недостасува, бидејќи го пријавил како изгубен. Телефонот на обезбедувањето на Груевски пак, кој за време на упадот беше во Виена, во обвинителството е предаден со видливи оштетувања. Груевски подоцна во интервју раскажувајќи за настанот, рече дека се слушнал со директорот на БЈБ, кој пак за време на упадот не одговарал на повиците. Оправдувањето на Чавков беше дека имал приватни работи. Од записите на базните станици е утврдено дека двата негови телефони зрачеле во реонот околу Белата палата на ВМРО ДПМНЕ. Обвинителството за организиран криминал и корупција ја истражува и улогата на шефот на државата Ѓорѓе Иванов, советникот за безбедност во неговиот кабинет Синиша Алексовски и на српскиот разузнавач Горан Живалјевиќ. По повеќе од една година, крвавиот упад во собранието се уште не е докрај расчистен. Ненавремената реакција за расчистување на овој крвав настан им наметна и дисциплинска постапка на тројца обвинители кои не извршиле увид веднаш по настанот. Дисциплинска постапка е отворена против раководителката и заменик раководителот во Скопското обвинителство, како и против раководителот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Тогаш овие функции ги извршуваа Златко Биковски во организиран криминал и Гордана Гешковска и Јован Цветановски во Скопското обвинителство.